Да, се враќаме во студиото. Како што најавивме, тука е господинот Драган Данев, поранешен пратеник на ВМРО-ДПМНЕ, поранешен и координатор на пратеничката група во Собранието. Господине Данев, добро дојдовте во студио 10. Добро ве најдов, добро утро за вас, добро утро за вашите гледачи. Не сте некое време активен во политиката, но знам дека следите што се случува, наблюдувате и како човек што бил натре во тие политички процеси, поразлично гледате од една генерална публика или од оние аналитичари кои ги анализираат изборите. Сепак знаете како тоа функционира однатре и поинаква е сликата кога ја гледате, нели? Апсолутно, да. Бев во тој период еден искрено кажано непријатен период за државата, кога се решава многу работи кои што не биле решени со децении и она што тогаш се случуваше сум нели, жив сведок, така да може некогаш да позборуваме и за тие работи и за тие случувања, инаку тоа што се случува зад камерите и пред камерите има нешто што кореспондира, има нешто кое што останува за секогаш таму но како и да е, на крајот се излегува на избори, изборите се добиваат или се губаат, народот цени и носи суд. Така е. Овие локални избори отприлика веќе знаеме што се случи, слободно може да се каже дека апсолутна победа на ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата освои, ако не се лажам, 55 општини. СДСМ остана на 6 општини. Другото се дели на вреди најмногу и на некои независни кандидати по некоја општина, но тоа е тоа. Значи, еве, како една ваша генерална оценка за локалните избори, со тоа ќе почнеме, па потоа ќе навлеземе малку во анализа и за актерите во изборниот процес. Мислам дека се согласувате дека резултатот е тој. Јас едно сакам да кажам, прво, да им честитам на градоначалниците и на ВМРО-ДПМНЕ и на сите останати градоначалници кои што го добија мандатот, кои што ја добија довербата од граѓаните и вчера разговарав со двајца мои сопартијци кои сега се веќе градоначалници и констатиравме дека полесно е да се дојде до победата отколку сега овој 4 годишен период кога треба да се гради, да се прави, да се дават резултати и да се прави еден политички кредибилитет за наредните избори и да се остави нешто впечатливо и добро за генерациите кои што следуваат. Во однос на бројката и во однос на резултатите, мислам дека ова е еден логичен след на настани. Бројката воопшто не е ниту изненадувачка, ниту како што некој сака да каже дека во овој момент народот гласа така или овака поради одредени причини кои што според мене се следниве. СДСМ мислам дека очекува пораз, не очекува толков пораз. Зошто е поразот во СДСМ? Еве го разговори исто така со колеги. Едно е евидентно и јасно дека СДСМ овие години нема со нешто со што може да се пофали, нема со нешто во што може да го стави како резултат во својот наратив, за да кога ќе во опозиција, како што е сега во една длабока опозиција, сепак низините гласноговорници, нели, ја бараат довербата на граѓаните или да ја повторат она доверба на граѓаните да ја вратат она доверба на граѓаните што до сега имале. Јас ја поистоветувам оваа ситуација на СДСМ со она што ние бевме како ВМРО-ДПМНЕ 2015, 16, 17 локалните избори и така натаму. Не дека беше тогаш лесно. Тогаш резултатите од локалните избори беа многу слични вака. Во бројка на градоначалници, да, во бројка на гласови не, но амбиентот, ситуацијата беше приближно иста, да кажам. Зошто? Затоа што и ние бевме тогаш во една дефанзива, имавме мал број на градоначалници, имавме разноразни притисоци од сите страни, од внатрешни, од надворешни фактори, но во тој момент сите ние што излегувавме и ги браневме позициите на ВМРО-ДПМНЕ, имавме со што да излеземе и со што да како наш бекграунд партиски го понудиме на граѓаните. Во своето владење ВМРО остави многу видливи траги, значи многу проекти, објекти изградени, почнати автопатишта, експресни патишта изградени, институции државни изградени и така натаму, реформи во образование, реформи во здравство, започнување еден клинички центар кој што го нема. Имавме наратив, значи имавме со што да ги потсетиме граѓаните дека ВМРО-ДПМНЕ кога било на власт, нешто направило за добровит на нашите сограѓани. Тоа СДСМ го нема. Еве сега
Присетете се последните 30 години, што е тоа со што може СДСМ да се пофали некој грандиозен проект или некој проект што го направил за добробит на граѓаните. Сега лесно е да го критикуваме СДСМ, нели јас велам лесно е да се биде партизан 45-та, тешко било 41 и 2 кога почнувало тоа движење, така да и сега лесно е да се критикува СДСМ, но фактите и аргументите се тие. Едноставно нема проекти кои што ќе го вратат кредибилитетот на нивните гласноговорници, политичари, за да ја побараат довербата повторно на граѓаните. Дали тоа добро за демократијата во државата? Апсолутно не. СДСМ е партија која обстојува вака континуирано од 43-4 година, од комунистичка партија, СКМ, ПДП, па Социјалдемократски сојуз и така натаму, но мислам дека некако времето ги надживеа, политичките моменти се сосема други, тие ќе мора едноставно идеолошки да се преструктурираат, кадровски да се освежат. Едноставно, може би тежок збор, но и треба едно сериозно ребрендирање и со таков ребренд да се појават на политичката цена во Република Македонија, на која што им е потребна една сериозна левица. Да, ајде ќе разговараме повторно, се разбира, за опозицијата, да се вратиме на владеачките структури на ВМРО ДПМН. Пред се кажавме дека победата е тука апсолутно, нема што тука да се негира, но сепак постојат некои моменти во кои може да се анализираат. Еден од нив е бројот на гласови, кој не е толку голем, може да се види, особено во споредба со последните парламентарни избори. Вела дека локални и парламентарни избори не се споредуваат. Се извадија некои анализи дека од парламентарните до локалните, ако ги гледаме советничките листи, дека има пат од околу 140.000 гласа, но сепак падот во гласови, сега зборувам, е евидентен. И успехот на ВМРО ДПМН може многу повеќе да се протолкува. Да, победа е апсолутна победа, нема што, но победата е толкава бидејќи опозицијата е во еден нокдаун, тотално грогирана. Дали мислите дека раководството на партијата ги забележува овие анализи, овие трендови и дали ги сметат сериозно или едноставно велат победивме ние апсолутно, тоа е тоа, нема што да се грижим? Прво, вистина е дека излезноста на локални избори, тоа од искуство го знам, бидејќи неколку изборни циклуси сам сум водил во општина Аеродром и во изборна единица 1. Значи, евидентна е разликата помеѓу излезноста на парламентарни избори и на локални избори. Секогаш на локални избори излезноста е помала и тоа сигурно влијае на вкупниот број на гласови. Резултатот на ВМРО ДПМН не треба да се занемари во однос и на бројот на градоначалници, но и на бројот на гласови. Би рекол затоа што ако ги погледнете, во огромен процент се старонови градоначалници. Мораме да признаеме дека за градоначалници што до сега биле во најголем процент, ако не и сите, нема сериозни некои коруптивни афери. Луѓето граделе и правеле толку колку што можеле. Ти 3 години работеа со централна власт која што беше од СДСМ. Јас верувам дека сега со еден композит од локална и централна власт, би рекол една симбиоза, ќе можат многу проекти кои што се кочеле на еден или на друг начин од централната власт да го видат, нели, крајниот резултат и да бидат остварени во периодот што следи. Тоа е една димензија на резултатот на ВМРО ДПМН. Она што рековте исто за намалениот број на гласови, дали некој тоа го цени и го анализира, видете, дека некој цени и анализира, ја не сакам да бидам адвокат на никој, апсолутно веднаш ќе ви кажам, но дека некој цени и анализира, резултатите покажуваат. Значи, едни беа бројките 19 за претседателските избори, 20 година исто беа други бројките, значи некој ценел, анализирал и го зголеми бројот на гласови со своја анализа и нели визија. 21 веќе се дојде до победата на локални избори, 24-та парламентарните и сега не верувам дека ако некаде нешто не е како што треба или се очекувало поголем број на гласови, а имаме помал број на гласови, дека ќе остане не изанализирано и не носење на некои заклучоци и насоки кои што одат во прилог на зголемување и подобрување на резултатот. Имаше една анализа која направи Лука Павичевиќ, ја објави на Facebook, која е интересна, таа беше направена во првиот круг, која што
зборува доколку излезноста во првиот круг била како на парламентарните избори, во проценти тој пресметал, дека тие 300.000 гласа отприлика во првиот круг на ВМРО-ДПМН би се ефектуирале во околу он пресметал 345.000, еве 350.000 гласа. Нека се со поголема излезност како за парламентарни избори. Значи повторно имаме и тука еден пат што е евидентен. Значи пак ќе кажам, според мене, може грешам, едно е парламентарни избори, друго е локални избори, трето е председателски избори. Ако ние направиме една смеша од сите досега резултати, да ги земеме последните 10 години, ќе видите дека во ред, можеби математички, сигурно математички тоа така изгледа. Не чака како се проектира на помала излезност дека тие се гласовите, но треба да се земе во предвид. Еден предизвик се парламентарните избори, друг предизвик се за гласачите локалните избори. Тука јас не би правил некоја сериозна компарација, иако може да бидат индикатори за наредниот период. Да. Добро, кога зборуваме за Скопје, тука може работите се уште по-видливи некако во однос на тие трендови, пред се во излезноста и во бројот на гласови. Излезноста за Скопје па многу мала, значи помала од национално ниво, 35-6% генерално за Скопје, ако не се лажам. Да, отприлика таа излезност е, што веројатно се смета за ниска, прилично ниска излезност, но и гласовите на Орце Георгиевски се неприлично ниски, туку историско најниски, он е избран со најмалку гласови од сите скопски градоначалници во историјата. Барем од тие во поновата историја, ние вчера тоа го анализиравме тука и во дневникот на телевизија 24, почнувајќи од Трифун Костовски нааму, значи најмалку гласови има освоено убедливо сите градоначалници, што е исто така прилично индикативно, ајде да. Бројките се тие сега, но никој не анализира колку била разликата во првиот круг во време на Трифун Костовски кога се кандидираше меѓу Трифун Костовски и господинот Пенов, или меѓу господја Даниела и Шилегов. Многу битно е тоа да Орце Георгиевски во првиот круг имаше 4 или 5 пати поголем број на гласови, се не се сеќавам точно, колку беа на Амар гласовите, колку беа на Орце. 3 пати. 3 пати повеќе. Значи, која е мотивираноста или каква е мотивираноста да се излезе за вториот круг за кандидат кој што веќе се знае дека добил мандат? Значи, мотивираноста на граѓаните во вториот круг да излезат и да гласат за градоначалник на Скопје при такви едни резултати беше сериозно намалена. Но јас едно сакам да ви кажам и да го потенцирам, иако гледам околу тоа се прават сериозни дебати сега и нели се експлоатира таа тема како тема. Орце можеби добил со најмал број гласови до сега како градоначалник на Скопје, но ја ви уверувам, јас го знам Орце, не дека сега ќе го фалам и префалам и така натаму, дека тој е еден млад и енергичен градоначалник на Кисела Вода беше, ќе биде уште помотивиран и верувајте дека после 4 години, овие 4 години ќе бидат период во кој Орце ќе си го загарантира вториот мандат во град Скопје, знаејќи ја вака неговата визија и неговиот менталитет. Тој сака да биде успешен, човек кој што работи, не се штеди во години во кои што има енергија и верувам дека ќе имат голема помош од централната власт и мислам дека Орце ќе остане запаметен кај Скопјани како успешен градоначалник. Да, но тоа е моје мислење сега, времето ќе покаже. Постои една друга теза или друга анализа на ова што го зборувате, кога зборуваме еве за Орце Георгиевски, за неговиот број на гласови, дека сепак ако ги анализираме неговите гласови, кои се релативно исти во првиот и во вториот круг, во вториот круг качи уште 4000 гласа, дека тоа се гласовите на ВМРО-ДПМН, на партијата, на партиските членови. Во вториот круг имаме евидентно и еден корпус на гласови кои доаѓаат од албанските средини. Дали се тоа гласачите на Вреди или не е битно, но и од таму имаме еден одреден број на гласови и тоа е тоа. Георгиевски како да не успеа да допре до оние неопределени гласачи, до оние кои не гласаат традиционално за ВМРО-ДПМН и за СДСМ, како што успеале другите кандидати предходно. Па и еве и Даниела Арсовска, да бидеме реални. Да. И таа го направи тоа. Значи вака, најголем легитимитет и кредибилитет на Георгиевски за неговата работа е гласовите во Кисела Вода. Значи тој беше градоначалник во Кисела Вода и има еден извореден резултат во неговата општина во Кисела Вода. Граѓаните во Кисела Вода биле задоволни од неговата работа и може да ја почувствуваат неговата работа и затоа му дадоа една огромна поддршка и во првиот и во вториот круг.
Ѓурѓевски беше представен точно како партиски кандидат, тој потекнал од ВМРО ДПМН, од председател на Унија на млади сили, од месен комитет, па до член на извршен комитет во партијата. Секоја стапка во партијата или секоја позиција речиси ја има поминато, има една градена една партиска кариера. Сега има можност како градоначалник на град Скопје да допре и до неопределените, ако не допрел, и да покаже дека не биле во право оние кои што се сомневале во неговиот, да речеме, граѓански карактер во работата како градоначалник, и верувам дека на наредните избори ќе има сериозен контингент на такви гласачи. Многумина вела дека кандидатот на Левица Амар Мециновиќ е своевиден феномен на овие избори, со бројот на гласови кој е огромен број на гласови за Левица, ако гледаме, особено во Скопје, никогаш не освоила толку гласови во Скопје, значи 60.000 нешто гласа освои, и разликата од 1:3 во првиот круг се намали на прилично веќе до 2/3 скоро дојде. Мециновиќ во вториот круг. Како гледате на неговиот резултат? На што се должи? Што мислите? Па математички е тоа многу вака логично и емпириски се докажува. Значи, соберете ги гласовите на Левица и соберете ги гласовите на СДСМ во првиот круг, тоа се горе-доле гласовите на Мециновиќ во вториот круг. Има еден друг феномен кој што гледам никој не го коментира. Јас вчера малце ги анализирав резултатите од мојата општина од Аеродром, и еден куриозитет да кажам да во Аеродром, во избирачките места кои што ги погледнав, значи разликата помеѓу ВМРО ДПМН, Дејан Митевски и кандидатот на СДСМ во неколку изборни места кои што ги погледнав, пак ја повторам, се е дупла. А додека меѓу Орце и Амар е намалена таа разлика. Што сакам да кажам? Ова според мене се должи на фактот да членовите на СДС гласале за кандидатот на Левица за Мециновиќ, додека членовите или подржувачите на Левица не ги поддржале кандидатите на СДСМ во општините каде што тие влегува во втор круг. Тоа вака емпириски можев да го забележам од една кратка анализа на резултатите по изборни места во општината од каде што доаѓам и гледам дека тоа вака не се коментирани с медиуми. Тоа веројатно се должи сега, претпоставуваме, но мене ми е логично дека партиите немале некаков договор за меѓусебна поддршка, но дека гласачите гласале за Мециновиќ по свое убедување. И сега прашањето е, што е тоа кај Амар Мециновиќ како еден, ајде да речеме, нестандарден кандидат на Левица или некарактеристичен кандидат на Левица, иако тој ги застапува сите политики на партијата, не е тоа спорно, но веројатно има еден помек речник од председателот на Пасиев, што ги привлекло луѓето да гласаат за него како контратежа на ВМРО ДПМН. Па сигурно и во Левица направиле одредена анализа што е тоа или како треба да се понудат на политичкиот пазар да допрат до одредени гласачи. Сепак на крајот од денот секоја политичка партија постои за да дојде на власт и да го оствари проектите да се понуди пред граѓаните како една алтернатива на власта која што во моментот е. Така да и сигурно во Левица направи анализа со кој наратив може да се доближат до гласовите до кои што не се нема доближено во периодот претходен. Така да Мециновиќ имаше еден поблаг наратив за разлика од нивниот лидер и веројатно дојде и до некои гласови кои што до тогаш Левица и нивниот наратив не добре. Да, кога зборуваме за Левица, сега таму председателот Пасиев вели дека тие се прва опозицијска сила во државата, вела дека се посилни од СДСМ, така велат, и дури Пасиев вчера го повика СДСМ, како што вели, да се престрои зад Левица, доколку сакаат заедно да ја урнат власта. Се согласувате ли со тие констатации? Видете, јас мислам дека можеби треба, ако веќе размислувам и се ставам во чевлите на Левица или на опозициониот блок, можеби со тој наратив тој ги отргна СДСМ во одреден период. Со еден поблаг наратив и седнување на маса и разговарање за стратешките цели на државата, не на партиите, мислам дека ќе дојдат побрзо до резултатот кој што го посакуваат, отколку вака еден меѓу друг да се или позади друг да се престројат. Мислам дека тој вокабулар, тој наратив и тоа враќање не носи кон некое заедничко опозиционо делување во држава. Што мислите, уште ова прашање за Левица на некои идни парламентарни избори, дали овој резултат од Скопје
ќе им се ефектуира на национално ниво или не? Мислите ли дека ајде и уште поинако да се изразнам, драстично ќе скокнат од оние нивни 70 на 60-70 илјади гласа кои ги освои на претходните парламентарни избори? Видете вака, тоа е неблагодарно да се прогнозира, бидејќи ги немам бројките нити анализите кои што произлегуваат од одредени истражувања и така натаму, но јас мислам дека левица обстојува веќе десетина години на политичкиот пазар, вака фигуративно кажано во Република Македонија. Да, не се веќе толку млада партија. Не се толку млада партија за да немаат своји представништва, односно своји организации во градовите, во селата, низ државата. Без една таква инфраструктура тешко дека може да се направи еден резултат на национално ниво. Ако сака да направат резултат, тие мора да поработат стратешки, мора да се распространат на територијата на цела држава, да најдат кредибилни луѓе, да убедат да им се придружат, кои што ќе ги понудат како кандидати во наредниот период, и граѓаните, верувајте, граѓаните бараат честни, кредибилни, способни луѓе на кои што ќе ја дадат довербата во периодот што следи. И верувајте дека овие нови генерации, јас не можеш многу да ги вака манипулираш со одредени политички реторики или наративи во кои што тие не веруваат. Пак ќе кажам, луѓе работливи, честни, способни, докажани во своите професии, тие можат само во периодот што следи да го на некој начин освојат гласот на македонскиот граѓани. Да, добро. Ајде, уште едно прашање за СДСМ, па да ја затвориме таа тема, бидејќи зборувавме веќе за нив. Гледано еве вака, доколку гледате како политички аналитичар или еве да речеме како политички советник, се разбира дека вие доаѓате од редовите на ВМРО ДПМН, но еве сега да речеме дека гледате неутрално од внатре како политички експерт. Извинете вака што ви упаѓам, значи, за политичкиот амбиент, за развојот на државата, мора да постои кредибилна партија во опозиција, движење, партија, коалиција, што и да е, која што ќе оди зад петиците на владеачката партија, која и да е. Па тоа е прашањето, тоа ми е токму прашањето. Секоја конкуренција носи резултат. Бидејќи кај нив не ми се чини току тоа е дефинитивно главен проблем е на долниот тренд кој е незапирлив. Значи, доколку се вратиме на изборите од 2016 година, потоа локалните, па парламентарните, па овие локални избори, еве претседателските не ги земаме во предвид, но и тие може да се стават во таа равенка, ние гледаме еден надолен тренд. Вие сте математичар, знаете што значи тоа. Стрелката оди само надолу и не гледаме, засега не гледаме дно. Значи, они дојдоа до 120-30 гласа сега од прилика, значи ништо не е чудно да паднат и под 100.000. Така. Сега за тоа ви велам, доколку гледате неутрално како еден политички советник, што вие мислите дека би можела партијата да направи да го запре тој тренд? Видите, треба да се бараат причините за тој тренд. Во политиката моментумот е едно и има значење, но трендот е најбитниот момент. Мислам најбитниот фактор кој што влијае во наредниот период како ќе се одвиваат одредени политички дејанија и состојби. Според мене, причините зошто СДСМ е во ваква ситуација, освен она што зборевме за проекти нереализирани, ветени, па пак нереализирани, битен и клучен момент е менување на името во околности во кои што се тоа случуваше 2018-19 година, не од аспект влезот во НАТО и самиот процес на промена на името, туку манипулирање со граѓаните што значи промената на името. Да, се влезе во НАТО, но сигурно граѓаните се сеќаваат и граѓаните на некој начин тоа го проголтаа. Значи во ред треба дошло до таму да се смени името, го смени името и така натаму. Но ако се сеќавате во тој период на сите билборди во Скопје, барем во Скопје знам, беше европско образование, беше европско здравство, европски фондови, што ли не европско. За да после година-две ние добиеме еден ладен туш од Европа и сето тоа падне во вода. Значи граѓаните очекуваат подобар живот. Со една таква одлука која што СДСМ ја донесе, ја спроведе во околности во кои што ги спроведе. Така да се знае кои беа креаторите и кои беа реализаторите на тие политики. Затоа, ако сака СДСМ
А верувам дека има луѓе таму идеолошки доста подковани и си ја чувствуваат, си ја сакаат СДСМ и посакуваат успех на СДСМ и би работеле за успех на СДСМ, ќе мора да направат еден рез со таа политика, со тие дејанија од тој период и да тргнат, пак ќе кажам, во едно сериозно ребрендирање на брендот, на тој социјалдемократски бренд во Република Македонија. Доколку тоа не го направат, трендовите се тие што се дискутиравме за трендовите и може СДСМ да биде една како што велеат тогаш, а веќе испаѓа дека е така една пасокизација да ја зафати која што нема да биде добро, а и за ништо нема да биде добро, но верувајте дека нема да биде добро ни за целокупниот политички амбиент во државата, бидејќи многу е тешко да се направи партија, да се направи одредено политичко движење, па тоа да се представи пред граѓаните со проекти, со визија, со кадри. Тоа е период кој што велите со мрежа, инфраструктура, тоа апсолутно не е лесно. Веќе ја анализиравме тука во оваа емисија за таа фамозна пасокизација, но за СДСМ постои една опасност што пасокизација е веќе позитивна опција за нив, бидејќи ПАСОК е повторно втора политичка сила во Грција. Имаме БСП-изација од Бугарија или СПС од Србија, од прилика Како и да ја наречеме таа работа, и тој процес не е добар. Каде што од главна најголема партија станувате еден ситен маргиналец на политичката сцена. Инаку нема празен простор на политичката сцена. Така да, ако тие не ги сватат овие пораки, или пораките од сите добронамерници, би рекол на Република Македонија, не на СДСМ, јас сум во Вмрод ДПМН и сега тоа е нивна работа, и сигурно дека има луѓе кои што таму знаат и некои работи ќе ги преземат. Но од аспект на развојот на државата, од развојот на демократијата во нашата држава, верувам дека тој лев политички субјект мора да се на некој начин концепира, да се соземе и да, пак ја кажам, не е филозофија. Да. Сериозни кадри, кредибилни кадри да ги убедат да влезат во нивните структури и да понудат визија која што е многу различна од она што овие 10 години СДСМ го правеше на политичката сцена во Република Македонија. Да, ајде малку да видиме во поглед на така наречениот албански политички блок, таму се исто интересни работите. Прво сакам да ве прашам во контекст на ова, доколку ги гледаме резултатите од локалните избори, ова не го прокоментиравме. За мене барем, јас ако ме прашате што е печат, што е најголема карактеристика на овие локални избори, јас би кажал дека освојувањето на Кичево од страна на ВМРО ДПМН. Не ми е ништо друго толку карактеристично, впечатливо од овие локални избори. Да, видите, вие се употребивте предежок збор освојувањето на Кичево, во Кичево победи ВМРО ДПМН и коалицијата. Не, во политички, да, го размислував тоа како збор, но во политички аспект не знам дали постои друг термин. Никој не го освои Кичево, во Кичево победи кандидатот на ВМРО ДПМН и или победата во Кичево. Тоа е, мислам дека највака соодветно. Видете вака, во Кичево за кандидатот на ВМРО ДПМН прво, според сите истражувања и според мои информации, сигурни ваши информации, се работи за една сериозно кредибилна личност, лекар по професија, човек без ниту една, да речеме, негативна карактеристика или негативна перцепција кај граѓаните на Кичево. Тој освои и доста голем број на гласови, се приближи на претходните избори на кандидатот на ДУИ. Сега и тогаш беше тесно, да? И тогаш беше тесно. И истиот беше кандидиран, јас му честитам на победата. Имавме од друга страна градоначалник кој што во 3 или 4 мандата е градоначалник на Кичево, без никакви резултати, со одредени афери кои што во предизборието се појавија, сигурно ги имало и претходно за пошироката јавност непознати, така да се створи еден амбиент во кој што кандидатот на ВМРО ДПМН победи во Кичево и јас верувам дека видете, знаете како има една изрека или една фраза во политиката, и лошите и секоја промена е добра промена. Дори според информација од владеачката, дека ќе биде успешен градоначалник. Според неофицијални информации од владеачката партија кои ги добиваме, победата во Кичево е изненадување за нив во поглед на разликата која е остварена. Не биле сигурни дали ќе се победи или не, мислеле дека ќе биде блиску, но и самите на ВМРО ДПМН во Да, Кичево. и самите се изненадени од разликата. Според мои информации беа сигурни во победата. Може имаме
различни информации, да. Од она што јас комуницирав и што правев некои сондажи и согледувања на ниво на Кичево, информациите од таму говореа дека изненадување ќе биде ако изгуби кандидатот на ВМРО. Бидејќи ако ги гледат резултатите од првиот круг, со проста математика, доколку ги соберевте албанските, условно кажано, гласови, да. тие беа повеќе. Но информациите од терен велеа дека ќе има албанци, ќе има турци, ќе има луѓе од други етнички заедници кои што ќе гласаат против Дехари, де факто ќе гласаат за кандидатот на ВМРО-ДПМН. Да. Добро, сега и ова е еден голем бенефит за политичкиот амбиент и за, како да кажам, развојот на нашиот демократски процес како држава. Значи, не треба да се свати победа на македонците над албанците во Кичево. Не, апсолутно не. Ова е победа на подобриот, напротив, по слабиот во таа политичка борба во Кичево. Веројатно и ќе има и други градови во Република Македонија каде што таква борба ќе има, некојаш ќе победи македонец, некојаш ќе победи албанец, но битно е да се тие коалиции прават околу стратегии, визии за доброто на местото каде што живеат, на општината каде што живеат. Имавме во првиот круг победа во Чашка, Во Чашка имаш победи, мислам дека Дуј победи во Чашка, да. Тоа е тоа. Да. Математиката и гласовите во тој момент били тие. Тука и Брвеница, но Брвеница исто така имало порано исто кандидат од ВМРО-ДПМН градоначелник. Не е толку изненадување, да речеме како Кичево. Кичево покажа, граѓаните на општина Кичево покажа една големина во однос на разбирањето на политиката и моментум и политичкиот моментум во државата. Ја верувам дека тие треба не затоа што победи кандидат на ВМРО-ДПМН, не затоа што победи македонец во Кичево, туку политичкиот моментум и мислам дека даваат еден сериозен, добар пример како треба граѓаните во сите општини на Република Македонија да размислуваат. Сега, интересна е состојбата кај Дуи. Имено, доколку ги гледаме гласовите, тие освоја пак повеќе гласови од вреди на советнички листи, но во бројот на градоначалници целосно потфрлија. Мислам дека Дуи остана со една општина. Од првиот круг сега 4 општини се прегласува, каде што тие водеа во Гостивар, но за сега тоа им е залудно. Во 4 општини ќе се прегласува. Што значи ова за пред се за Али Ахмети? Што мислите, ќе опстоли тој како лидер на партијата? Веќе најавија и Конгрес и за Дуи генерално. Видете, значи како и да ги вртиме бројките, поразот на Дуи е евидентен. Значи да се изгуби Чаир, да се изгуби Тетово, да се изгуби Струга, да се изгуби Кичево, тоа е веќе пораз. Дали Али Ахмети ќе си даде оставка или нема да си даде оставка, тоа е, мислам дека тој е таму неприкосновен лидер и од него лично ќе зависи дали тој ќе поднесе оставка на Конгресот или нема да поднесе оставка на тој Конгрес. Не верувам дека некои влијанија или притисоци може да бидат вперени кон него. Тоа е негова лична одлука. Дуи во дефанзива. Значи, може би бројот на гласови се тие што се, но Дуи е во опозиција во парламент, Дуи е сериозна опозиција на локално ниво. Јас мислам дека и нивниот детронизирано на сите нива. Да. И нивниот наратив е веќе завршен. Рамковниот договор кај што тие цело време 20 на години го туркаат, ова да се доврши, она да се доврши, ова да се доврши, па на шлагот на торта ставаат шлаг, па на шлагот ставаат јаготка и така натаму, тоа е веќе завршено. И доколку и тие, како и СДСМ, во многу краток можен период не се ребрендираат, не го сменат наративот, не ги сменат кадрите, верувајте дека во многу брз период, многу кратко од сега, дека може и нив да ги зафати еден тренд кој што на СДСМ се случува. Во ред, гласовите може би ги имаат вака фигуративно, но тие не се ефектуирани ниту во број на градоначалници, ниту во број па и на советници и пратеници. Па и прашање сега тие гласови колку ќе останат од ваква една позиција. Знаете како, власта е магнет за одреден контингент на гласови во секоја општина и на национално ниво. Да, но кога зборувате за ребрендирање, ми се чини дека тие беа свесни дека Дуи како бренд веќе предизвикува негативни чувства и кај албанците, бидејќи на изборите настапија под АКИ, под друга коалиција, настапија со црвена боја, црвено лого, значи и боите ги сменија, името го сменија, се сменија за изборите, како да се свесни сами дека Дуи веќе предизвикува негативна конотација. Ама лошо го продадо на политичкиот пазар. Значи, тоа граѓаните не го препознаа. Значи, тие се свесни
веројатно и носат одредени одлуки и потези политички, но тоа лошо го презентирале или го продадоа на граѓаните на кои што им се обраќаат. Граѓаните кажаа не за едно такво дуи. Можеби не е само ребрендирање да ги смениш боите. И сигурно не е ребрендирање да ги смениш боите и да кажеш ние сме од утре зелена партија. Да, а кој ви е кандидат за градоначалник таму? Кој ви е ваму градоначалник, кандидат за градоначалник? Кој ви е носител на листа? Тоа е дел од тој ребренд. Знаете, значи носителите на јавни функции што ги нудите се фактички оние за кои што граѓаните гласаат и за кои што граѓаните судат. Дали ти имаат кредибилитет да го направат тоа или нема да го направат? Да, по се изгледа тука пред да преминеме на вреди, сакам ваш коментар за господинот Таравари и за Алијансата на албанците или за половина од Алијансата, таа на Таравари, таа на Села, еве таа на Таравари да речеме. Исто така некои велат дека еден од најголемите губитници на овие избори е тој персонално, бидејќи видите, излезе од владеачка коалиција, отиде во опозиција. Тој дуи водеше во гостиве дека тоа убедливо, но со тоа што нема цензус, таму почнуваат изборите од почеток, од нула. И во нов амбиент. И во нов амбиент. И известно е дека во најмала рака повторно може да нема цензус. Тоа значи дека владата на крај ќе назначи повереник таму и дека на некој начин вреди ќе ја добие таа општина. Значи од позиција на власт во победничка коалиција која ќе беше сега на изборите, тој отиде во опозиција и изгуби се буквално. Таравари направи сериозно лоша политичка проценка. Тоа вака во една реченица можам да кажам, и дека е еден од најголемите губитници, може и најголем губитник на политичката цена во Република Македонија од овие избори е токму Таравари. Уште еднаш ќе повторам, лоша политичка проценка. И ќе си ги сноси последиците од неа. Да, отприлик нешто како политичка коцка. Вие се коцкате, не знаете што ќе излезе. Знаете како, но излезе лош. Коцките фрлија лош. Носење соодветни одлуки во соодветно време. Така да, ако го погрешиш времето на твојата одлука, тогаш одиш во политичка пензија. Да. Кога зборуваме за вреди, таму веќе еве апсолвирано е дека се победници на локално ниво, но таму сега имаме два лидера во таа коалиција. Тоа се Изет Меджити и Касами во Тетово. Касами веќе имаше искричења со премиерот во поглед на таа некаква националистичка реторика, потоа ретерираше, но може да се каже дека тоа останува кај него како една карактеристика. Не знаеме дали ќе предизвикува проблеми во владината коалиција понатаму, ќе видиме, но известно е дека таму има два лидери сега на таа коалиција и секогаш знаеме кога има два лидери дека може да настанат проблеми. Многу битно е дека со овие локални избори де факто коалицијата меѓу владината коалиција ВМРО, ДПМН и Вреди се зацементира. Си доби легитимитет и сега немаме веќе коментари од типот или дишење во врат да еве не сте легитимни, како би функционира коалицијата и така натаму и така натаму. Локалните избори од повеќе аспекти докажаа дека таа коалиција функционира и tekako добро. И сите изборни резултати што се направени во етнички мешани средини ја покажуваат таа некоја симбиоза меѓу овие две партии или две коалиции. Што се однесува до Вреди направија историски одличен резултат. Сега од нив зависи и од суетите на нивните лидери дали тој резултат ќе го зголемуваат, односно бројот на гласови ќе го зголемуваат или ќе превладаат суети, еве како што велите вие, меѓу двајца потенцијални лидери Касами и Меджити, и доколку тие суети достигнат одредено ниво, може да трендот почне да биде надоле. Јас верувам дека, имајќи во предвид, и двајца се градоначалници, и двајцата имаат дел од владиниот колач, дека нема простор каде тие да на некој начин дојде до нивни судир и несакани политички последици во однос на Вреди и нивното политичко функционирање во периодот што следи. Можеби Меджити направи еден вака политички коректен потез, што од вице-премиер и министер се кандидираше во Чаир, покажа една политичка големина. Отиде да ја бие битката директно. Да директно бие битката гради против кандидатот кој што беше исто така респектабилен тој. Да. Бивши министер за надворешни работи, со сериозна кариера. Исто Чаирчанец тука. Чаирчанец и така натаму, имаше една неговиот против кандидат сериозно добра една европска кампања, така да. И Меджити го победи. Да.
на тоа да се надоврзиме пред неколку месеци онаа кампања на бившата градоначалничка во Чаир со тие беа насочени точно против сегашниот градоначалник, така и против бившиот градоначалник и сегашен Меджити. Така да тој храбро, ја би рекол, влезе во таа трка, достоинствено и победи. Да. Уште на крај сакам прашање за знам едно политичка проценка за нив, но мислам дека не сте го виделе ова, претпоставам можеби сте го виделе. Синоќа Никола Мемов, шеф на изборниот штаб на Знам, напиша вака. Вели, многу интересен став напиша на Фейсбук. Вели вака: вреди го изигра ВМРО ДПМН во Скопје и не гласаа за Орце. Ептен голема грешка. ВМРО го знае тоа и премиерот јавно им кажа: ние честно ве поддржавме, плативме огромна цена за таа поддршка, не поваравме ништо, само почет, таа почет не ја добивме и тоа не го забораваме. Многу ми е интересно сега што еден владен партнер, како Знам, во коалицијата, пишува против друг владен партнер, а тоа е вреди. Тоа знаеме дека во рамки на една владина коалиција никогаш не е добро. Добро, искрено кажано, не сум ги анализирал точно бројките, да речеме во Сарај, во Чаир, во однос на прв и втор круг за Ѓорѓиевски. Од таа анализа на тие бројки може вака генерално да се дефинира поддршката на вреди за кандидатот на ВМРО ДПМН Орци Ѓорѓиевски. А ставот на Знам за вреди? Па тоа вака сега логично не е коректно во една владена коалиција да некои работи се изфрлаат на пред јавност, додека не се среди сето тоа во собствениот двор. Значи, ако имало некои недоразбирање, ако требало нешто да се каже, треба да се каже во рамките на коалицијата. Добро, како го анализирате резултатот на Знам? Тие настапија во две општини со кандидати за градоначалници, една изгубија, тоа е Центар, го добија Куманово, но и Куманово го добија прилично тесно, да речеме. Прилично тесно, видите вака. Значи, градоначалник што бил еднаш градоначалник или два пати, е во пол позиција при изборите што доаѓаат, при наредните избори. Ги има сите ресурси, го има искуството во однос на водење на тие процеси и мислам дека на Димитриевски ова е разлика која што е тесна. И верувам дека во иднина ќе се случуваат одредени политички моменти во однос на Знам. Има независен кандидат од другата страна. Независен кандидат кој во Куманово се доближи премногу блиско до председател на партија и актуелен градоначалник. Така да, Знам ќе мора и да подразмислат и да направат сериозна анализа од овие резултати од локалните избори и да носат брзи и ефективни решенија во периодот што следи. Што мислите за нивната позиција во владата, бидејќи тамо се најавува веќе и реконструкција? Ја најави премиерот, рече после изборите. Да, премиерот најави реконструкција, ја мислам дека ќе се случи одредена реконструкција. Позициите на Знам се со две министерски места. Сега тоа зависи од бројките актуелни, така да се зависи од меѓусебниот договор и од приоритетите што владата и премиерот ќе ги имаат во наредниот период. Да. Добро, за крај едно прашање како едно заокружување на целиот разговор. Се враќаме на самиот почеток. Знаеме, да, апсолутна победа на ВМРО ДПМН, но знаеме сега дека со една ваква голема победа на локално ниво, на централно ниво, имаат и председател на држава. Значи, ВМРО ДПМН сега ги држи сите буквално полуги на власта во земјата. Но со апсолутна власт доаѓа и апсолутна одговорност. Ми се чини дека веќе нема изговори, дека некој им пречи, дека еве не можат ради ова, ради она, нема веќе изговори да се испорачаат резултати. Во однос на изговорите сте во право, значи градоначалници, централна власт, председателство е во рамките на ВМРО ДПМН. Јас само ќе препорачам едно и на градоначалниците и на владата. Работа и само работа. Значи, гледајќи ги програмите, визија се има, сега треба да се направи имплементација на таа визија, односно да се остваруваат проектите кои што се ветени пред граѓаните. Пак ја повторам, со една честна и одговорна работа, стручна работа, верувајте дека граѓаните ќе бидат задоволни. Нашите граѓаните на Република Македонија се свесни и политички едуцирани граѓани. Тие знаат дека преку ноќ не може да се направи булевар или преку ноќ не може да се чисти воздухот во Скопје, но знаат да препознаат иницијативност. Знаат да препознаат посветеност, да се почнат одредени работи да се решаваат. И верувајте,
Ако тоа, а јас верувам дека ќе го направат тоа, градоначалниците на ВМРО ДПМН и на целата коалиција, па дури еве и опозиционите градоначалници, дека Македонија или секоја општина во Република Македонија ќе биде малце подостојно место за живење. Во Скопје има сериозни предизвици, Орце го чека голема работа, мора да се екипира, мора да има приоритети во периодот што следи. Еден од главните приоритети му е јавниот превоз, загадувањето и уште редица проблеми. Сигурно јавните претпријатија се во некоја незавидна ситуација. Тешка, одговорна работа, но јас пак ја кажам. Верувам дека може да се справи со голем дел од предизвиците што следуваат. Го чекаме да седне на позицијата и прв тест ќе му биде дали ќе го исчисти Скопје за 72 часа. За 72 часа ќе ги мериме часовите, да, така е. Да, господин Данев, ви благодариме на гостувањето. Ви благодарам и на вас. Ова беше Драган Данев и првиот дел од емисијата Почитувани. Ви благодариме, останете со нас. Одиме со една куса, пауза и продолжуваме со Стеванче Јордановски, претседател на Националната федерација на фармери.